Овој викенд ќе се одигра надпреварите од седмата рунда на втората лига, но овој викенд наместо во сабота ќе се одигра надпреварите во недела, бидејќи потоа следува репрезентативната пауза. Дербито на колото се игра во Штип, каде ќе се реши за првото место на табелата. Лидерот Брегалница против Кожув од Гевгелија. Штипските сини имаат 14 болови, се лидери на табелата, а ќе се соочат со тимот од Гевгелија кој во новата сезона сака да заврши во горниот дел од табелата и од втор план да избори промоција во прва лига. Тренерот на Брегалница Трајче Сенев е поранешен тренер на Кожув, а неколку играчи на Брегалница во минатото беа дел од Кожув. Домашниот терен и поддршката од домашната публика ќе биде предност за Брегалница, но Кожув во Штип доаѓа во победничка серија и ќе сака да се надигрува против Брегалница. Практично ова ќе биде дуел на двете досега непоразни екипи. Кој прв ќе загуби во новата сезона, кој ќе се радува на трите бодови и дали ќе има промена на врвот од табелата, одговор ќе даде дербито во Штип. Арсими на домашен терен ќе бара 3 бодови против Вардарски. Гостинот од Богданци нема триумф во новата сезона, но гостувањето кај Арсими за нив ќе биде многу тешко, но Вардарски и нема што да загуби, може само да добие од фаворитот Арсими. Башкими во одлична резултатска кондиција и против победа ќе бара нови 3 бодови, а со тоа можно да се пробие и на врвот од табелата. Башкими оде со цел за влез во прва лига, а за прилепчени бот е успех против фаворитот. Беласица дури во седмото коло ќе го бара првото сезонско славие. Победата за нив ќе биде неопходна, а ќе ја барат на домашен терен против Каменица Саса, која влезе во победнички ритм со 2 врзани победи со кои се искачи во средишниот дел од табелата. Борец дојде до една победа со новиот тренер Даниел Стојановски, но потоа загуби 2 клучни надпревари во борбата за опстанок од Каменица Саса и Усогова во гости, а в недела ќе има тежок меч против поранишниот прва лига Скопје на домашен терен, каде опција за велешење ќе бидат само 3 бодови. Детонит Плачковица на домашен терен ќе се соочи со Вардар од Неготино, во меч каде домашниот тим е во одлична резултатска форма, а пак гостинот е во резултатска криза која се рефлектира со 4 порази во низа. Радовишне ќе бидат фаворити на свој терен, а за гостинот 3 бодови ќе бидат цел. Во секој друг случај ќе имаат уште една голема резултатска криза. Ланскиот прволигаш Македонија Ѓорче Петров на домашен терен како фаворит ќе го пречека Усогова од Кочине. Во дуелка да лавовите одат на 3 бодови ќе чека на кикс на Брегалница за да застане на врвот. Во однос на жетварите кои во Ѓорче патуваат по позитивен резултат, па било тоа и реми, која ќе значи голем бод за тимот од Кочани. Охрид на домашен терен ќе бара трета победа во низа и можен скок од 2 места на табелата против Новоци, кој одлично ја отвори новата сезона. Охрид по тренерската промена конечно излезе од резултатската криза и тоа носи позитивни сигнали дека Охригени ќе се пробајте во првата петорка. Сите надпревари се играат в недела од